Видите? Видите овдека? Па токму тоа е, господине, тоа е символиката на нашиот слоган за 100 чекори. Па како Па ние тргнавме, господине, истражувачко новинарство, гледате, тоа се нашите министри, заедно со нашата госпоđа министарка. Види ова да што личи? Па ние кога ве биравме со таа програмата со 100 чекори преродба, мислевме дека ќе бидат напред чекорите, а да што личи ова богати? Де кажи ти? Ајде. Еве, господине, истражувачко новинарство. Па кај ви е визијата, бе, господине, истражувачко? Па тоа е само оптичка варка. Па каква оптичка варка? Гледам назад, се враќаме Па назад. добро, вие нели почувствувавте дека ние кога тргнавме со брзина огромна, поголема од пропишаната напред. Тоа создаде невидена љубомора кај сите ме. Па не фатија грците и србите на радар, не фатија овие албанциве устапица, не фатија грците на зап и Европа почна да ни става свашта и секакви глупости таму у извештаите. Не смееме, тоа е класична љубомора. Па добро, зошто се враќаме назад? Кои се тие чекори што ни бе Па добро, да, зарем вие не чувствувате. Па нели гледате, господине истражувач, вамо гледај, господине истражувачко новинарство, нели гледате дека намерно не вработуваме никого, дека намерно не ги покачуваме платите, дека ама најсериозно ти зборам, господин истражувачко новинарство, ти сами треба вие тоа да го осетите, намерно не создаваме такви услови за да не бодеме у очи и заради таа класична љубомора да не ни прават сопки, за да можеме најнормално да си влеземе во Европа. Господине истражувачко новинарство. Значи ние практично сега зимаме залет, на овие други ви даваме фора и после да влеземе заедно со видите како тоа е тој проектот за конечно, господине. За заедно да влеземе во Европа. Гледате како ексклузивни вести. Тоа е. Ви благодарам многу, господи, вие продолжете со мечката да ја скршите кичмата, а ние со други новости, ете. Миле Паника за вашата телевизија. Со други емисии, друга прилика.